Одбиена тужбата на Левица против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Андоновски, дигиталната трансформација покажува резултати. Раскинати 45 рударски концесии. Министерството за правда со нов предлог закон за вештачење до владата. Армијата ги доби новите турски хаубици Бора. Андонов, клиентализам и назадување во партиите. Продолжува судењето за онкологија. Управата за управување и контрола на цивилниот воздушен сообраќај во Македонија рече: безбедноста на летовите не смее да се загрози. Муцунски, фокус на безбедносните закани и европската интеграција на регионот. Советот на Европа со критики за Бугарија. Уапсен косовски аналитичар за шпионажа. Италија предлага забрана за бурка и никаб. Европарламентот ја поддржа фон дер Лајен. Израел го одобрува договорот за Газа. Ердоган, искрено му се заблагодарувам на Трамп. Управниот суд ја отфрли тужбата на партијата Левица за поништување на упатството на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за локалните избори 2025. Судот оцени дека агенцијата постапила согласно своите надлежности и законските прописи, објаснувајќи како треба да се применуваат одредбите од изборниот законник за политичко рекламирање и медиумска покриеност. Со ова се потврдува законитоста на работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, соопшти дека бројот на корисници на дигитални услуги достигнал над 200.000, што е речиси двојно повеќе од минатата година. Месечниот број на извршени услуги се зголемил на над 18.000, а на EDMS системот се приклучиле уште 5 институции. Андоновски порача дека државата станува поефикасна и дека целта е сите услуги да бидат достапни онлайн за секој граѓанин во секое време. Министерката за енергетика Сања Божиновска соопшти дека се раскинати над 45 концесиски договори во рударството, 34 еднострано, а 11 не се продолжени. Причините се прекршување на законите, неплаќање на доместоци и еколошки злоупотреби. Од почетокот на годината извршени се над 240 инспекцијски контроли, а најавени се построги критериуми и поголема транспарентност. Божиновска нагласи дека владата нема да толерира нерегуларности и дека приоритет остануваат законитоста и заштитата на животната средина. Министерството за правда достави нов предлог закон за вештачење до владата што представува клучен чекор кон модерна регулатива во оваа област. Законот предвидува јасни критериуми за упис и лиценцирање на вештаци, пренос на надлежноста на комората на вештаци, задолжително осигурување и дисциплинска одговорност. Целта е да се подобри квалитетот и довербата во судските постапки и да се обезбеди поголема заштита на граѓаните, изјавија од Министерството. На армискиот полигон Криволак беа презентирани новите турски артилериски системи Боран и новите униформи за армијата. Министерот за одбрана Владо Мисајловски го нарече денот историски, истакнувајќи ја соработката со Турција како стратешко партнерство што ќе донесе нови заеднички проекти. Војниците демонстрираа гаѓање со новите хаубици, а најавени се и нови чизми, снајпери и возила. Началникот на генералштабот Сашко Лавчиски ја истакна професионалноста на армијата и долгорочната поддршка од Турција во јакнењето на одбранбените капацитети и меѓународните мисии. Професорот Оливер Андонов од Воената академија на панел дискусија на Цивил предупреди на сериозно демократско назадување во земјата. Тој рече дека во партиите владеат клиентализам и лични интереси наместо идеологија, а функционерите се борат за привилегии, не за вредности. Според него, образованите млади заминуваат од државата, додека националните емоции се злоупотребуваат против НАТО и Европската унија. Андонов оцени дека граѓаните се повеќе абстинираат од избори и гласаат од револт, а не од убедување. Во Кривичниот суд продолжи судењето против поранешните директори на онкологија, Нино Васев и Нехат Нухи, обвинети за злоупотреба на службената положба, измама и проневера. Судот го одби барањето за изземање на обвинителката Ана Гоговска-Јакимовска и на вештакот Елизабета Дамевска-Јовановска. Нарочиштето сведочеше вработена на шалтер, која изјави дека на сите одобренија за терапија од условен буџет се потпишувал обвинетиот Васев. Управата за управување и контрола на цивилниот воздушен сообраќај во Македонија реагираше на најавите за штрајк и можноста за затворање на небото на 20 и 24 октомври, нагласувајќи дека контролата на летање не смее да запре бидејќи е дел од критичната инфраструктура што гарантира безбедност на патниците и летовите. Од менаџментот порачаа дека го признаваат правото на штрајк, но тој мора да се спроведе без ризик по безбедноста.
Тие ги отфрлија како неточни и сензационалистички најавите на дел од синдикатот и повикаа на одговорност, социјален дијалог и воздржување од ширење дезинформации. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски учествуваше на состанокот на Берлинскиот процес во Белфаст, каде министрите од регионот разговараа за европските перспективи и заедничките безбедносни предизвици. Муцунски истакна потребата од заеднички одговор на хибридни и сајбер закани, дезинформации и организиран криминал. На состанокот беше нагласено дека проширувањето на Европската унија е клучно за стабилноста и напредокот на регионот, а планот за раст и заедничкиот пазар го приближуваат Западен Балкан до унијата. Парламентарното собрание на Советот на Европа го затвори постмониторинг диалогот со Бугарија, но ја повика Софија да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права, особено оние поврзани со регистрацијата на здруженија на етнички македонци. Во резолуцијата се признава напредок во реформите, но се укажува на нерешени проблеми во судството, борбата против корупцијата и заштитата на малцинствата. Бугарија се уште не спровела 16 пресуди кои утврдуваат прекршување на правото на здружување на македонците, некои стари и повеќе од 2 децении. Косовската полиција, во координација со разузнавачката служба и обвинителството, го уапси политичкиот аналитичар Фатмир Шехоли под сомнение за шпионажа. Специјалното обвинителство соопшти дека уапсен е по повеќемесечна истрага и му е одреден притвор од 48 часа, додека се врши претрес во неговиот дом за дополнителни докази. Министерот за внатрешни работи Гењај Свеќја изјави дека станува збор за сериозен случај против безбедноста на Косово и порача дека времето на српските шпиони заврши и сите кои работат против државата ќе бидат гонети без компромис. Владеачката партија Браќа на Италија предложи закон со кој ќе се забрани носење бурка и никап на јавни места низ целата земја, со казни од 300 до 3000 евра. Целта, како што наведуваат, е борба против верскиот радикализам и културниот сепаратизам поврзан со исламот. Забраната би важела во училишта, продавници, канцеларии и сите јавни простори. Со ова, Италија би се придружила на земји како Франција, која прва ја воведе ваквата забрана во 2011 година. Европскиот парламент во Страсбур денеска ги отфрли двата предлога за недоверба на председателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, поднесени од крајната левица и десница. Десничарската група Патриоти за Европа ја обвини фон дер Лајен дека со трговскиот договор со САД ја предала Европа, а левицата и замери за недејствување во Газа и за поддршка на договорите со Меркосур и Мексико. И двата предлога беа убедливо одбиени, првиот со 179 гласа за, а вториот со 133. Ова е трет обид за нејзина смена во последните 3 месеци, што е исклучително ретка појава во Европскиот парламент. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху најави дека денес ќе го свика кабинетот за одобрување на мировниот договор за Газа, откако американскиот претседател Доналд Трамп објави дека Израел и Хамас ја прифатиле првата фаза од планот на САД. Нетањаху му се заблагодари на Трамп за поддршката и го нарече договорот дипломатски успех и морална победа за Израел, нагласувајќи дека сите израелски заложници ќе бидат вратени дома. Министерот за одбрана Израел Кац му честиташе и истакна дека очекува враќање на заробените војници и цивили. Турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган го поздрави договорот за прекин на огнот меѓу Израел и Хамас, постигнат во египетскиот Шарм ел Шејк со поддршка од Турција, Катар и Египет. Тој му се заблагодари на Доналд Трамп за улогата во охрабрување на израелската влада да го прифати договорот и најави дека Анкара ќе го следи неговото спроведување. Ердоган повтори дека Турција ќе продолжи да ја поддржува создавањето на независна палестинска држава во границите од 1967 година со главен град Источен Ерусалим. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје сончево со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Според прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи, од денеска времето ќе биде стабилно и суво со слаб до умерен северен ветер. Дневната температура ќе биде во пораст. Одбиена тужбата на левица против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Андоновски, дигиталната трансформација покажува резултати. Раскинати 45 рударски концесии. Министерството за правда со нов предлог закон за вештачење до владата. Армијата ги доби новите турски хаубици Боран. Андонов, клиентализам и назадување во партиите. Продолжува судењето за онкологија.
Управата за управување и контрола на цивилниот воздушен сообраќај во Македонија рече, безбедноста на летовите не смее да се загрози. Муцунски, фокус на безбедносните закани и европската интеграција на регионот. Советот на Европа со критики за Бугарија. Уапсен косовски аналитичар за шпионажа. Италија предлага забрана за бурка и никап. Европарламентот ја поддржа фон дер Лајен. Израел го одобрува договорот за Газа. Ердоган, искрено му се заблагодарувам на Трамп.